Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Знаете дека сме во ек на предизборната кампања за парламентарните избори кои што ќе се одржат на 8 мај 2024 година. Во минатата епизода представивме, направивме блиц анализа на двете програми во економскиот дел на СДСМ и на ВМРО ДПМН со универзитетскиот професор Маријан Петрески, но нашиот план, односно планот на подкастов е да ги представиме економските програми на двете најголеми партии во Македонија, на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Само да ви напомнам дека иако начелно беше прифатено од лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски дека ќе гостува во подкастов, после тоа некаде во комуникацијата со неговиот штаб се изгубивме, не се најдовме и не добив потврда за термини за снимање. Така што нема да го имаме него, за жал, но затоа имаме од другата партија, односно од конкурентската партија, тоа е ВМРО ДПМН. Овде со нас е лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро е најдов. 4 години не сме имали интервју, после 4 години повторно зборуваме за економија. Ние не сме имали, иначе. Да, инаку со ВМРО сум имал, со представници на ВМРО гостувале во моји емисии, морам да кажам дека биле, добро, како и секоја опозиција, желна да комуницира со новинарите, ќе видиме како ќе биде ако дојдете на власт, дали ќе бидете исто така транспарентни и ќе одговарате на сите прашања, но отом потом, само да напоменам, нема да има бистрење политика, ја многу сакам да бистрам политика, ја следам и професионално, но сега ќе зборуваме чисто за економија и тоа е поентата, бидејќи ние сме специјализиран подкаст. Она што го читав во вашата програма, која се вика Платформа 1198, прво што можев да забележаме дека нема грандиозност. Искрено да ви кажам, господине Мицкоски, очекував дека барем ќе најавите некој лансирање на некој македонски сателит, дека ќе инвестирате 80 милиарди во инфраструктура, дека нешто така грандиозно ќе се случува. Овој пат, можеби, оддамна немам видено онака приземна некоја програма, едноставно каде што почнувате со макроекономијата, со планираниот раст и каде што се базирате у суштина вашата програма на 3 генерални точки, она што јас можам да го забележам, тоа е ИКТ секторот, дигитализацијата и помошта, буџетската помош на општините. Ајде, тоа со општините можеби ќе го продадете кај граѓаните, но овие првите две работи како ќе загризаат? Не е онака примамливо, не е добра мамка да речете и тие сектори сега, бидејќи ни се нудат, ќе гласаме за партијата. Да, можам да заклучам дека детално сте анализирале. Што се несува до оној прв воведен дел, многу внимававме. Не сакавме да ветуваме нешто кое што нема да го испорачаме. Затоа што цениме дека изминатиот период, односно изминативе повеќе од 3 децении самостојна држава Македонија, многу работи се ветувани, за жал многу малку е испорачено. Состојбата е таква да чуда се невозможни, ниту пак ние сме чудотворци. Внимателно повеќе од 2 месеци, активно, инаку подолг период се креираше овој документ, Платформа 1198, и цениме дека тоа што таму е содржано е практично нешто кое што ќе биде испорачено со мала задршка, која што нема да најдете во програмата, но еве користам оваа прилика во емисијата да кажам дека 2 години од формирањето на владата на ВМРО ДПМН ќе направиме ревизија на се тоа. Да видиме дали можеме нешто дополнително да испорачаме. Така беше и кога ги креиравме програмите на локалните избори во 2021 година, кога за прв пат некоја опозицијска партија од позиција на опозиција ги победи изборите со мнозинство градоначалници и денеска ни се случува да 2,5 години потоа откако тие се избрани за градоначалници, најголемиот дел од нив и веќе да имаат завршено програмата што имаат ветено, па прават ревизија, испорачуваат други проекти. Поучени од тоа, а и мајќи во предвид желбата на граѓаните да не се ветуваат чуда, бидејќи и они се свесни дека тоа е невистина, пристапивме вака многу внимателно и мислам дека има голем и убав одиум, позитивен одиум до сега. Мора да сме скромни, приземни, на земја, не смееме да летаме со ветување, како што вие кажавте, космичка програма или 10 милиарди или 20 милиарди.
Тоа се работи кои што за жал во моментот во Македонија се невозможни. Така. Ќе зборуваме за едно конкретно ветување, тоа е буквално со бројки, тоа е за пензиите, но тоа малце подолу во подкастот. Нема проблем, само да на ние две поенти кои што ја кажавте Да, за општините и за дигитализација. да им објасниме што значи тоа ИКТ само на сите што не следат. Информатичко-компјутерска технологија. Информатичко-компјутерска технологија и дигитализација. Ајде да објасниме сега, бидејќи ова е представување во суштина на програмата. Што сакате да постигнете со информацијската компјутерска технологија или она што информацијска и комуникацијска технологија? Мора да имаме дигитална трансформација во Македонија ако сакаме да постигнеме две работи. А тоа е зголемена економска активност со сите атрибути кои што таа ги содржи со себе, задоволни клиенти, задоволни инвеститори, добра економска инвестицијска средина и така натаму, значи зголемена економска активност, кажано во неколку збора. И второто е да владее правото, затоа што едното со другото се надополнуваат. Нема да имате вие доверба кај потенцијалните инвеститори, без разлика дали се тоа домашни или надворешни, ако во државата не владее правото. Односно, ако имаме еден зголемен, транспарентен начин на комуникација со граѓаните на институциите. Од каде појдовме? Појдовме од проблемот со издавањето на патни исправи. Па тоа го проширивме со анализа на сите предизвици кои што се случуваат при вадење на документи кои што потекнуваат од институциите, како што е извод од матична книга на родени, документ за венчани, посмртница, катастарски услуги и така натаму. Тоа е вистинска голгота, или ако не сакате да биде голгота, тогаш вие давате мито, без разлика дали е тоа се движи од она наша анализа од 500 денара до 5000 денара, и ја добивате услугата која што по нормален пат можеби ќе требаат недели или месеци. Со дигиталната трансформација, што ќе направиме прво? Прво ќе направиме комуникација помеѓу институциите во Македонија. Што значи тоа комуникација? Комуникацијата помеѓу институциите во Македонија не е само помеѓу државните институции, вертикалната комуникација, туку и помеѓу државните институции и општините, помеѓу државните институции, општините и граѓаните, помеѓу државните институции, општините, граѓаните и бизнисот. Тоа треба да биде еден тек на комуникација кој што ќе се реализира на начин на кој што практично нема да имаме вакви девијантни однесувања. Морам да ме прекинам, еве јас вадев сега извод од матичната книга на родени, се логирав на сајтот на услуги, тоа е владин сајт, кажав каде сакам да го подигнам документот и се заврши за 2 дена, мислам, целата постапка, значи веќе тоа го имаме. Но сега се поставува прашањето, дали ќе одите вие да немам потреба јас да го имам во хартиена форма да го прикажам во другата институција, бидејќи ако имам повторно со хартиена, ништо не сме добили. Токму така. Токму тоа сакам. Али е целта, бидејќи веќе имаме некаква комуникација ние со државните институции електронска. Многу државни институции со кои што вие комуницирате, ви го бараат документот X. Таа државна институција, кога ќе ви го побара, вие одите до некоја друга државна или општинска институција, па чекате 2-3 дена, иако јас пак имам искуство дека се чека со недели за некои поедини документи, небитно, и вие го давате, па потоа го поднесувате во првичната институција. И таа комуникација, наместо да трае помеѓу двете институции за секунди или минути, вие губите денови безцелно, толкајќи по еден на друг шалтер, понекогаш сте и жртва на овие ликови кои што се олеснувачи за одредена сума на пари, и тоа го нарушува имиджот и ја нарушува инвестицијската околина. Целта на дигиталната трансформација на Македонија е сето ова да биде во еден систем кој што меѓу себе ќе комуницира. Вие како граѓанин, еве ќе почнеме од тука, вие како граѓанин го започнувате процесот, институциите чекате да го завршат за вас. И вие на крај, кога процесот е завршен, добивате информација дека процесот е завршен. Например, ако вие сега, еве да речеме,
имате намера да изградите дом или да надградите дом. И за тоа има една плејада на документи кои што вие Да, голема е треба да ги... процедурата, баш тоа го бъркам сега приватно. Не го зборевме ова пред подготовката, буквално сега ми се влекува за 2-3 месеца постапката, бидејќи ми фалат документи Да, и некои. сега вие треба да се обратите во X институции. И тоа голгота трае со месеци, некогаш и со години. Целта на оваа дигитална трансформација е да вие се обратите на органот кој што е надлежен, в случајот општината, и потоа општината, откако ќе го добие вашето барање, користејќи ги своите алатки, кои што се составен дел на оваа дигитална трансформација, се обраќа до сите институции и таа е таа која што добива одговор на вашето барање и само во еден момент ве информира барањето е одобрено или барањето не е одобрено. Еве, например, сега, дали ќе комуницира, например, општината и со фирмите? Например, сега јас имам потреба од банка да извадам едно одобрение, кој што банката треба лично да отидам сега, да ми го даде, па јас лично треба да го доставам до општината, за да можам да го завршам процесот. Дали тоа ќе се избегне, бидејќи и бизнисот треба да биде вклучен во таа дигитализација? Едноставно да има комуникација во интерес на граѓаните, бидејќи еве, во општина јас сакам да ја завршам целата постапка, но ми зависи и од приватниот бизнис, односно во овој случај од банка. Се што е регулирано согласно закон и е уврска на органот, таа ќе си го заврши, органот ќе си го заврши сам. Има некои работи кои што се, да речеме, невозможни да органот ги заврши, во случајот еве општината, што морате лично, поради заштита на приватноста и така натаму и така натаму. Сега има тука работи кои што, ако сега условно или теоретски кажеме дека би се потребни 50 документи за да завршите на работа, од тие 50 би можела општината да ги заврши комуницирајќи со другите институции 40, а 10 сами, вие сега сите 50 ги бркате. Ние збориме овие 40, општината сама преку овој канал на комуникација ги завршува и ви вели донесете ми, не знам, од банката, дали сте кредитоспособен, сега карикирам, импровизирам за да биде појасно на граѓаните. Ме интересира, бидејќи се спомнува дигитализацијата, еве правев споредби, нема да коментираме програмата на другата партија, тоа треба да си дојдат сами да си ја објаснат, односно ја да им послам прашање, но дигитализацијата во вашата програма е спомната 45 пати, во програмата на конкурентот 43 пати. Тоа значи дека сериозно се посветувате и двете партии на дигитализација. Дали малце каскаме со целиот процес? Каскаме, да. Да, ние бевме фронтранери, лидери во регионот во процесот на дигитализација пред 10, 11, 12 години. За жал, овие кои што ја споменале 43 пати, ништо не направија изминативе 6,5 сега во јуни 7 години по прашањето на дигитализација. И тоа можат граѓаните да го почувствуваат. Впрочем, ние сите сведочиме што се случи со вадењето на патните исправи, со личните документи, со возачките дозволи, така натаму и така натаму. Нешто што би требало да биде рутина и нешто што би требало да биде нормално, за нас представува голгота и предмет на не знам каквити не ургенции за да дојдеме до таков документ. Многу интересно е. Рековте дека бевте лидери до 2017, нема да коментираме во деталите. Нема Македонија, но еден од лидерите, односно една од најзаслужните беше Марта Арсовска-Томовска, беше ја дигитализираше сега Србија, колку што знам и многу добро е позиционирана, инаку кадарна беше во времето на ВМРО ДПМН. Дали, например, ќе го користите тоа искуство за да ја дигитализирате Македонија, бидејќи Србија отиде многу напред во поглед на дигитализацијата? Јас не знам што работи господјата која што вие ја споменавте во Србија, но знам дека тоа министерство започна кога беше Иво Ивановски министер, кој што сега е дел од компанијата собственост на милиардерот мексикански Карлос Слим, и мислам дека е исклучително добро позициониран во структурата на телекомуникацијскиот бизнис на овој бизнисмен, со седиште во Виена, мислам дека е во Ајден. Да. И се започна од таму, и ако се спомнувате, во тој период почна и градежна дозвола, урбанизам и така натаму, сега да не навлегуваме во тие детали,
И тоа беа исклучително квалитетни почетоци. Кога зборуваме за дигитална трансформација, сега ние се задржавме на дневните потреби на граѓаните и на бизнисот. Под дигитална трансформација подразбира и политичка алатка, а тоа е дигитален попис. Дигиталниот попис е политичка и социолошка алатка, но таа пак не е потребна за да имаме инпут во економијата со што ние располагаме како ресурс, човечки, интелектуален и така натаму и така натаму. Така што дигиталната трансформација, во идната влада на ВМРО ДПМН ќе има посебно место и ќе има посебно министерство за дигитална трансформација, кое што би требало да биде некакво продолжение на Министерството за информатичка технологија и администрација, со тоа што администрацијата се уште размислуваме, но најверојатно ќе конвергира кон решение да биде составен дел на Министерството за локална самоуправа. Значи дефинитивно МИОА ќе престане со Ќе функционирање. се трансформира во Министерство за Значи ќе се подели на две. Трансформација, да. Така. Доаѓаме до ИКТ секторот. У суштина, после онаа макроекономска рамка што ја давате во програмата, прва доминантен сектор е ИКТ секторот, што го образложувате. Први малце ќе го представите што планирате во тој сектор, но ја имам неколку подпрашања што ми се јавија читајќи ја програмата, бидејќи како што е поставено, мислам дека има сиви зони неколку кај што ќе може да се одлеат неконтролирано буџетски средства. Но првен да видиме кој е планот, па после ќе коментираме за мојата забелешка. Сива зона има и во најразвиените демократии, во Шведска и во Финска и така натаму. Прашањето е колку е таа голема, кај нас е преголема. Ако кај ни е сивата зона, не знам, до 5%, кај нас е 50-60%. Прашањето е дали можеме да ја намалиме двојна, и тоа е успех, и тоа е цел, која што треба да ја реализираме. Ние имавме, ако конкретно зборуваме за ИКТ секторот, имавме состанок со комората пред 10 дена, 11. Или нешто повеќе, небитно. И разговаравме многу отворено. Разговаравме за многу работи. Станува збор за сектор кој што има исклучително големо значење во креирањето на бруто домашниот производ македонски. Со извоз кој што е веќе над 1.200, 1.300 милиони се извинам обрт, а извоз негде околу половина 1.600 милиони евро. Сектор каде што има неколку илјади, десетици илјади луѓе кои што директно или индиректно се околу 10% од бруто домашниот производ во суштина. Не. Ако бруто домашниот производ е некаде околу 16 милиарди, 14 милиарди. 14 милиарди требаше да биде 14 милиарди и 400, но бидејќи него испорачавме 3, само 1%, мислам дека ќе биде околу 14 милиарди и нешто си. Не знам, сега да не навлегуваме во евра, да, добро. Јас знам дека беше предвиден да Грубо биде ги пресметувам на памет, да. 16 милиарди, бар така знам за 23-та, тоа беше таргетот. Не, затоа ќе имаме и поголем јавен долг, тоа е играта со бројки што си ги прават сите влада, нема да го постигнеме 16 милиарди, некаде околу 14 милиарди. Тоа е што е, се знае министерот сега што прави, но знам дека ИКТ секторот е исклучително важен. Луѓето кои што работат во тој сектор се исклучително добро платени. Мислам дека од податоците што ни ги презентира станува збор за просечна плата од 1500 евра. Млади луѓе работат од дома, најголемиот дел од нив. Динамичен сектор, се развива во светот, тесно поврзан со вештачката интелигенција. Моите колеги од Финки годишно запишуваат по 700-800 студенти. Исклучително динамичен, со голема додадена вредност. Во Македонија станува се повеќе трудоинтензивен, бидејќи многу луѓе се занимаваат. Дури имаме и преквалификација на многу професии. Но дали малце ќе се задоцне, бидејќи сега се Поентата ми е да вештачка интелигенција, дека има проценки дека добар дел од ова што го работат сега во информатичкиот сектор, дека ќе биде поклопено од вештачка интелигенција во наредниве 5 години. Не, јас сум докторирал вештачка интелигенција уште пред 16 години, фази логика, тогаш постојаат 3 алгоритми, генетски алгоритми, фази логика и невронски мрежи. Јас сум ја користел фази логиката за управување на манипулациони роботи. Вештачката интелигенција е производот, но за да се дојде производот има многу работи, алатки кои што вештачката интелигенција не може да ги користи. Потребен е човек. Да,
понатаму веќе од кога ќе се формира производот, вештачката интелигенција може да користи да замени луѓе оператори. Но до моментот на формирање на производот е потребен човек. Значи нема да биде анахроно, мислам, тоа што се запишуваат на финки за 5 години, нема да имаме вишок што не ќе знаеме што да правиме. Не. Добро, окей, тоа е прашањето што се во јавност што се поставува бидејќи смета дека вештачката интелигенција ќе замени Бидете добар дел. сигурни, тоа е невозможно. Добро, окей. Вештачката Не да интелигенција... не вложиме во нешто, па после тоа да се чудиме што ќе правиме на тие луѓе. Ние не вложуваме ништо како држава. Тоа е најголемиот проблем. Тие велат вака, не бараме ништо, само дајте ни предвидливост. Да знаеме што можеме да очекуваме. Ако е данокот тој, е тој. Ако е планирате друго нешто, кажете ни да знаеме, не е проблем и тоа ќе го прифатиме. Само кажете ни да знаеме, нас скокови осцилации, непредвидливи политики, поготово даночни, фискални, не вознемируваат. И ги вознемируваат нашите вработени, и бидејќи се тие вознемирени, најчесто ги напуштаат нашите компании и работат за конкурентски компании надвор од Македонија, за светски конкурентски компании. Што е со политиките на ВМРО ДПМН, идната влада на ВМРО ДПМН возможно и тоа така ќе биде, предвидливи ќе биде. Што се однесува до ова што го зборуваме ИКТ индустријата, мислам дека тука треба и покрај тоа што тие велат не бараме ништо, државата како држава да стимулира. И да најде начин како да ги стимулира, бидејќи тука додадената вредност е огромна. Нема трошок. Паметот е... Како ќе ги стимулирате? Имаме неколку модели, не би сакал сега да зборувам, бидејќи уште не ни се до крај сите тие работи јасни. Од уставен аспект може да предизвика, да биде антиуставно и да предизвика реакција на некоја структура која што тоа би го предизвикало на уставен суд, па уставниот суд да го поништи. Сакаме сето тоа да биде спакувано согласно законот и уставот и да биде функционално. Близко сме. Сега малку со кампањава сме надвор излезени од матрицата, но по завршување на кампањата како влада навистина планираме Македонија многу озбилно да ја информатички да ја трансформираме. Тоа е единината. Ние сме мала држава, можеме тоа убаво да го спакуваме. Не сме голема држава, габаритна држава во која што има многу специфики и територијално и како број на жители. Ние сме многу мала држава. Моментално по попис таков како што беше 1.800.000, но не верувам 1.400.000-500 сме повеќе. Но треба кога ќе испорачате... Малубројна, мислам, и мала по територија. А рековте дека Стопанската комора ви кажа што и треба, вие кажавте што можете, но исто тука на оваа место кај што јас седеше господинот Бранко Азевски и побара од... Не тоа е Стопанска комора, ова е за информатичка ИКТ технологија. Аха, за ИКТ, добро. Не е Стопанската комора. Така, но генерално барање на сите бизнисмени и на крупниот бизнис и на ситниот е владите да одговараат промптно на барањата на бизнис заедницата. Што значи тоа? Ако нешто се договорите, нешто ќе прифатите од барањата, нешто нема да прифатите, но тоа што е договорено треба да се испорача, односно да се даде како резултат. Дали мислите дека во ваква констелација во Македонија, каде што јавната администрација не е многу функционална, каде што е исклучително партизирана во изминативе 20 и 30 години, можеме да кажеме, ќе може да испорача барања што ги поставува коморите, односно бизнис заедницата. Дали можеме да се надеваме дека јавната администрација ќе испорача вакво крупен реформски процес да се станеме дигитална држава и информатичка? Накратко да. Како? Од каде тоа? Само ќе треба време. Колку е тоа време? Нашиот план е дека до 8 години целосно ќе ја дигитализираме Македонија. До 8 години. Од почетокот. А првите 2 години ќе има значителен прогрес и ќе биде забележливо сето тоа. Сега го разбирам вашето прашање. Има предизвици со кои што се соочуваме. А тоа е дека прво сите оние кои што се дел од ИКТ индустријата многу малку сакаат да бидат дел од администрацијата, бидејќи прво примањата се лимитирани, не се предизвик, нели? Не можете сега во администрација затоа што е инженер компјутерски да му дадете 2 пати, 3 пати повеќе плата од неговиот колега, теоретски кажано правник. Има правила на игра. И тој вели, јас не сакам тогаш тука да
да работам во ова министерство, ќе одам во некоја компанија која што може да ме плати, ќе ми даде 2-3 евра. И тоа е факт. Затоа ние треба да размислиме дали и веќе конвергираме кон една комбинација од тие две работи, министерствата и генерално државната управа мора да имаат еден централизиран систем кој што практично ќе служи како алатка и кој што тие ќе го користат за да ги завршуваат овие работи, а тој централизиран систем ќе комуницира со аутсорсинг компанија која што пак ќе го заокружи целиот овој проект. И тие треба да работат во синергија. Така, сега доаѓаме до тој момент надворешна компанија, аутсорсинг, што би рекле. Доаѓаме до моментот дека тука може да се одлеат буџетски средства повеќе од што е потребно, односно компанија ја ќе формирам, ќе дадам услуга на државата, државата ќе ми плати за нешто што чини еве со се заработка 1.000.000 евра, но ќе ми плати 2 милиона, па ќе си поделиме со тој што ќе ми плати. У суштина тоа е шемата што се прави во вакви што се правеше до сега. Еве вие претендирате да дојдете на власт. Веројатно оваа шема ќе се опстои, бидејќи многу тешко се рушат, уриваат овие шеми. Како ќе се борите против ваквите у суштина негативни појави, бидејќи се одлеваат буџетски средства, а не се добива тоа што се треба да се добие? Тоа е стереотип. И Тоа се разбирливо. случува. Тоа се случува, не е стереотип. Врз основа на истражување што сме работеле како новинари, тоа е шемата што се прави во минативе 20-30 години. Јас сепак ќе се задржам за мојот став дека тоа е стереотип базиран на искуство од минатото. И затоа сега ако ние продолжиме да работиме, што би рекол еден политичар, како до сега, тоа што ни треба целата оваа енергија која што ја трошиме, кампањи водиме и така натаму, се обидуваме програми да направиме кои што се програми допадливи за граѓаните кои што се реализираат, тоа што не е тоа потребно. Ништо не е тоа потребно, си седиме, имаме комфортна работа, комотна работа, нема потреба. Се нафативме за целата оваа работа заради тоа што сакаме да го промениме тој стереотип. Има начини, не морате вие буџетски пари да трошите за аутсорсинг компанија. Тоа може да биде јавно пријатно партнерство. Колку услугата чини да добиваат тие од самата услуга одреден процент, а не вие да им речете како што велите, еве ви толку пари, пола вратиме кикбек направиме назад, затоа што јас ќе наместам тендерот, затоа што таков е законот за јавни набавки, така натаму. Тоа е, вие сте во право, стереотип базиран на некој поранешно искуство. Но тоа немам намера да го правам, ниту пак ќе дозволам некој тоа да го прави, ниту пак таму каде што можам да вршам оверсайт, да ги наблюдувам процесите, тоа се случува. Ако сакаме ние Македонија да ја развиваме, единствен начин да ја развиеме Македонија, според мене, не велам дека сум во право, ви реков на почеток, владење на право, како ќе владее правото, ако имаме поголема транспарентност и отчетност. Нема друг начин. Ќе го постигнете ли тоа сега сериозно да поставиме, бидејќи немаме добро искуство до 2017 со транспарентноста на институциите. Сериозно. Сега малце потврлаат во последно време и оваа власт, но на почетокот беа прилично транспарентни. Прилично. Сега малце се стегнаа како што доаѓаат избори последнава година, можем да заклучам, но до 2017 институциите беа прилично нетранспарентни. Како ќе го надминете тој јас и тоа стереотип што го имаме, на пример за ВМРО, ДПМН дека не се транспарентни институциите и носителите на политики? Не би сакал сега да коментирам што било 2017, 7, 97 и така натаму. Тоа се времења кои што се минати, вие имате такво искуство. Јас кога зборувам за транспарентност, не зборувам за транспарентност со новинари, со јавност. Јас зборувам транспарентност во услугите кои што тие ги нудат. Во која смисла тоа го мислам? Еве, на пример... Добро, и ние сме корисници новинарите на услуги за транспарентни, сакаме податоци за ова, направиме анализи, а не ги добиваме едноставно. Транспарентност е универзална, не може да биде на едно место транспарентно и на друго да не биде. Тоа е друг тип на транспарентност, тоа сакам да кажам. Јас сега зборувам за друг тип на транспарентност. Еве, на пример, вие сте компанија, планирате да се развивате. За да вие се развиете, треба да има промена на деталниот урбанистички план, согласно генералниот урбанистички план, конкретно за Скопје. Па и нека не е за Скопје, за други градови во Македонија. И вие
го имате генералниот урбанистички план, го имате деталниот, според едниот и другиот, за да вие се развиете, треба да изградите нова хала, нов производен капацитет, и за тоа е потребна измена. Ако вие сега почнете со тој процес, можеби ќе ви требаат 6 месеци до година дена. За година дена 6 месеци, кој знае што може да се случи. Но ако вие имате зголемена транспарентност, тоа ќе трае од 6 до 10 дена. Односно, од едната до другата седница на Советот на општината или управниот одбор на катастар или не знам што. Јас во таа смисла зборувам повеќе. Не зборувам јас сега во смисол дали како новинар. Секоја институција правило број 1 и тоа моje искуство им го пренесувам на сите. Јас како барем човек кој што водел таква институција поранешно Елем, денешно ЕСМ, секогаш сум бил транспарентен, секогаш сум бил на располагање, сум презентирал податоци и тоа е правило број 1 во таа професија кога вршите јавна функција, дека вие мора да сте прв пријател со медиумите. Тука нема дилема. Но тоа е друг тип на транспарентност. Добро, поврзани се. Јас не ги делам така грубо како вие што ги делите, бидејќи едната транспарентност помеѓу институциите, тука сме и ние, па ние коригираме дали е навистина транспарентно, ние имаме исто така потреба од податоци, работиме ние посериозните новинари, работиме исклучиво со податоци, не да од памет нешто да ни паѓа, но добро. Ќе завршиме сега овој дел. Услугите кои што ги нудат институциите Меѓу себе, што би требало да... И кон граѓаните и кон вас, новинарите. Не зборувам јас сега за... Така. Доаѓаме до она единственото конкретно ветување што онака би требало, ајде да еден српски збор, да ги упеца гласачите, бидејќи се 334.000 на број, тоа се пензионерите и они сакаат да излегуваат на гласање, да си гласат, тоа им е свечен чин, се уште. Доаѓаме до пензиите, вие ја спомнувате 9 пати во програмата, друга партија 19, платите малце помалце спомнувате од другите, но вие давате предлог 5.000 денари секој пензионер да добие линеарно, значи сите нема тоа процентуално, туку линеарно да се зголеми за секој пензионер по 5.000. Математиките кажуваат дека тоа би било 334 милиона евра дополнителни трошоци во буџетот. Тоа е сериозна сума, и ако се направат математиките што се актуелни, тоа би значило дека за да се исплатат пензии, директни трансфери од буџетот ќе треба да се одвојат од сегашните 33,5% 44%. Тоа е скоро половина од парите за да се исплатат пензиите ќе треба да доаѓаат од буџетот, односно од прибраните други даноци. Ова е сериозна бројка. Како мислите да одржите вакво ветување ако формирате влада? Тоа што ние сме го ветеле и кажале, тоа ќе го направиме. И тоа е резултат на анализа, не е тоа резултат на политичка манипулација. Уште на почетокот на интервјуто ви кажав дека многу сериозно пристапивме, многу темелно. Не ветувавме чуда, ниту ќе ветуваме. Тоа што сме го ветиле, ќе го испорачаме. Дел од тие бројки се следниве. Пензиите би се нивелирале во септември и март секоја година, што значи дека планот наш е сега како фегантограмот на активности, некаде во втора половина на јуни да креираме владата, да ја направиме, да изгласаме. Втора половина на јули да има ребаланс на буџетот и веќе од септември да почне реализацијата на ова ветување. Со тоа што би се заокружиле тие 5.000 денари во март 2025 година. За оваа година, до крајот на годината, ни се потребни околу 40 милиони евра. Тоа е некаде околу 2 милиарди 400 милиони денари. Потоа веќе од после март, кога ќе се затвори целиот овој процес, бројката е некаде околу 20 на милиарди, 20 и нешто милиарди, 21 милиарда денари. Од каде пари? Многу едноставно. Вие ги гледате трансферите кои што одат во пиум од буџетот и процентуално ги кажувате. Но ако ги видите во буџетот другите трансфери, ќе дојдете до следниот заклучок. Други трансфери во 2025
2016 година се 28 милиарди денари. А во 2023 година се 52 милиарди. Што значи дека имаме зголемување од 24 милиарди денари. Тоа се 400 милиона. Сигурно ќе си го поставите прашањето што прават овие за 400 милиона. Јас ќе ви го дадам одговорот. Ништо. Ги злоупотребуваат. Тие 400 милиона. Од тука ќе бидат обезбедени дел од средствата кои што се потребни за пензионерите и се разбира од страна на другите политики кои што ВМРО ДПМН ќе ги Ама ова е сериозна бројка. Мораме да ја рачистиме. Во моментов јас ги гледам, кога ќе отидеме на страна 452 од буџетот за 2024, стои дека оваа година треба да се одвојат за да може да се исплатат сите давачки кон ПИОМ. ПИОМ треба да исплати 1 милиарда 788 милиона евра. Тоа е вкупната бројка што ќе се види на крајот резимето кога ќе се види. Значи сега има расчленување трансфери, па тековни трошоци, транзициони трошоци, па има поодредени министерства кои што имаат дополнителни за пензии заради бенефициран стаж, но јас ја зборам странски пензии и така натаму. За се, значи зборуваме, но вкупната сума, значи кога ќе подвлечеме црта, треба да се исплатат 1 милиона евра. Со додавање на 330 милиона се добива бројката од 2 милиарди 122 милиона евра што ќе чинат пензиите, онаа е вкупната бројка за да се исплатат годишно. Тоа кога ќе се види колку е од целиот буџет, на пример, тоа е 40 и кусур проценти, 44% се потребни да се дотираат во пензискиот фонд за да може да се стигне до оваа 2000 И тоа не е многу. милиарди. И таа бројка не е многу ако се направи споредба со А сега е со други- 32,3. ама затоа ви велам имате други Се трансфери. извидува 33,5 се извидува. Вие го гледате трансферот кој што од буџетот оди кон фондот за пензиско инвалидско Да, осигурување. тоа Јас друго се обидам да ви кажам. Вие ме поставувате прашање од каде пари, јас ви реков од каде пари. Во буџетот, ако го анализирате, ставката други трансфери, кои што се злоупотребуваат, во 2016 година била 28 милиарди денари. Во 2023, 7 години потоа, е 52 милиарди денари. Зголемена е за цели 24 милиарди денари. Тоа е 400 милиони евра. Тие пари се пари кои што се злоупотребуваат. Да бидам до крај брутално искрен, се крадат. Ние немаме намера со тоа се занимаваме. И тие пари ќе отидат кај пензионерите. Не, ама ова е истото што го збореше уште актуелната власт, кога се доаѓаше на власт, дека 500 милиона од секој буџет се крадат, значи се зибат и дека кога ќе дојдат на власт, тоа ќе се смени. Не, се зголемуваше буџетот, не ги видовме никаде тие 500 милиона дека се фазла, не го видовме дека вложија во нешто, едноставно си се претопија во буџетот. Или и они ги стопиле тие пари, или едноставно не постоело таква кражба до 2017 до 1 јуни. Повторно се враќате дека има некои пари што можете да ги најдете. Можеби нема да ги најдете. Можеби не е така. Вие рековте дека нема да ја политизираме емисијата. Не ја политизираме, туку сега збориме за парите, бидејќи сите, секоја власт вика крадат претходните, ние ќе ги дадеме во друга намена. Видовме дека ги нема тие пари, реално ги нема. Затоа што крадеа. Добро. Затоа што крадеа. Јас сега ви кажувам дека тие пари ги има. Еве ќе ви дадам неколку примери. Тврдите, окей, ова е веќе изјава кој што би сакал да ја држам ако формирате влада, да ве држа во наредните 2 години како и изјава. многу брзо ќе видите, бидејќи првото покачување ќе биде во септември, второто во март 2025. А дали Што ќе значи видиме дека кај се за- тие пари? Така ќе ги видите. Кај се отидени и да видиме да ова купче тука е толку, бидејќи имаше Ќе ги најава во 2017 дека ќе ги видиме, ја не ги Господине видиме. Теменугов, се ќе видите. Добро. Еве како што сега Ѓоко Велковски за само 2 месеца излезе со криминал од 10 милиони евра. Последниот беше за приматели на социјална помош со возен парк од стотици милиони евра. Некои, за жал, Бог да ги прости, се починати. Некои се во странство иселени во Македонија не дошле со години, а биле приматели на социјална помош, односно злоупотреба 2,5 милиони евра.
така ќе ги видите и овие други трансфери каде оделе. Добро, тоа сакам, бидејќи мене ми е многу важно да ги видам. Да не биде само да Се ќе видите. кога ќе ги видиме, би сакал да го И видам. за ако е многу тоа што. кратко време, ова сега што го зборувам, ќе ви биде вас јасно дали ќе го реализираме или нема да го реализираме. Јас многу се лутам кога ме споредуваат со оваа влада, ама вие да не правите како оваа влада. Никогаш нема да си дозволам. Не, ние имаме право да се плашиме. Не, вие имате право, јавност има право, друго сакам да кажам, ама ја имам право па да дадам Абсолютно, аргумент. затоа сте тука да дадете аргументи, затоа имате можност. Некогаш не можете. Никогаш да во дадете животот, аргументи. никогаш во животот нема да си дозволам такво нешто. Прво и основно. Да ви дадам неколку примери. Еве, на локално ниво. Општина Охрид беше блокирана деценија и пол. Општина Охрид сега е одблокирана. Намислам дека и Прилеп ги намали за половина долговите. Се ќе ви кажам. Општина Охрид е одблокирана. Кај се парите? Еве ги парите. Општина Охрид денеска работи со одблокирана сметка и не само Општина Охрид, туку и неколку јавни предпријатија на Општина Охрид. Да, мислам дека да. Еве ги парите. Моралното го одблокира. Општина Ресен и Нискоград. Исто беше блокирана. Години, децении. Општина Ресен не е веќе блокирана. Одблокирана, еве ги парите. Значи зборуваме за општините, Сакам да ви дадам да го примери заокружиме. кои што се реални, ако се работи домакински честно, а работат и ќе работиме како влада. Да финишираме за пензиве, бидејќи ни истекува полека времето. Треба да бидеме пократки за да можете партиските активности да ги завршите. Има во бизнис круговите се шири оној страв дека за вториот пензиски столб, дека ќе го национализирате, ќе го земете под свое и дека едноставно нема да функционира така како што функционира до сега. Стара желба е на ВМРО ДПМН да има поголема контрола на тој втор пензиски столб, кој што веќе 20 години функционира. Што ќе правите со тој втор пензиски столб, бидејќи стравот е евидентен кај компаниите? Сега ВМРО ДПМН е поголема контрола. ВМРО ДПМН донесе измени во законот и го донесе како законско решение вториот пензиски столб. Ако ВМРО ДПМН сакало да има, можело да има се. Не треба да ги партизираме работи. Не, добро, стравот, бидејќи еминентни ваши членови малце се така поскептични кон вториот столб. Политиките економски од таков тип се носат соодветно на потребите. Не можете вие однапред како опции, вие можете све да анализирате, добри и лоши страни, да правите симулации и да носите решение. Но ВМРО ДПМН го донесе како законско решение вториот пензиски столб. Не го донесе СДСМ. Па сега да велиме ВМРО ДПМН сака да има контрол. Не сакам да имам контрол, нити па ме интересира. Искрено да бидам финансискиот сектор во Македонија, банките и осигурителните компании треба да се тотално слободени од политички притисоци. И треба тие да работат слободно на пазар. Еве, јас сум председател на најголемата политичка партија во Македонија, барем според анкетите, ќе видиме што ќе кажат граѓаните за некој ден од денеска. Ниту еднашка на памет не ми паднало да направам било каква интервенција или ургенција или притисок на било која компанија која што е дел од банкарскиот или осигурителниот бизнис во Македонија. И тие треба да се слободни. Дури и ние, ако се сеќавате, тргнавме со еден процес многу инвентивен, а тоа беше општински обврзници. И кога вие ќе разговарате со представници на меѓународна заедница, тие се чудат како е возможно до сега во Македонија на финансискиот пазар да немало такви инструменти. Се тоа не успеа, иако се донесе одлуки во многу општини, како што е Штип, аеродром и така натаму, затоа што владата одлучи да тоа го користи како политичка алатка. Сега ние ќе им дадеме на аеродром и на Штип, и на Бутел, и на некои други општини, небитно, па тие ќе направат проекти, па ќе направат, па граѓаниве ќе ги сакаат, а нас нема да не гласат. Отприлика, таа е политиката на нашата влада и кога се помина Комисија од хартија од вредност, помина мислење Македонска берза, дури помина мислење Министерство за финанси, се изгласа на совет, се заврши сето тоа кога дојде на седница на влада, бидејќи таков е законот, мора на крајот од денот владата да каже да или не, владата не даде мислење. Замислете, не даде мислење, не рече ни не ни да,
туку едноставно ја тргна точката од дневен ред. А зошто не важи она нема мислење, тоа значи да. Не. Порано требаше така да имаше некоја регулатор да ги лотиѓа во 2007-2008. Ама тоа не е поврзано со ова. Така. Да, окей. Има кои се молчењето значи одобрување беше тој принцип, но тоа е веќе во управна постапка, Така. ова не е управна постапка. Така, мора да донесе значи владата. И сега ние креираме цело време некои нови, иновираме, правиме се со цел да направиме нешто добро. Добро. Значи за вториот столб, значи за фондовите нема да ги национализирате. Не, видете, не може никогаш не вели никогаш за ниту една работа. Добро. Не велам дека, но тоа не ни сега во моментот не е на дневен ред, не е тема на дискусија. Не знам што ќе се случува во еднина. Имајќи предвид дека таков пристап имала во Унгарија, имало во Балтичките земји. Втор пензиски, еве ја споменавте Србија. Србија нема втор задолжителен пензиски столб. Нема. Словенија има некои ограничувања, таму Албанија нема. Еве во регионот. Добро, ма ние имаме и сега би било враќање назад. Ние имаме од пред 12 години. Мислам дека 11 или 12 беше. Мислам дека е подолго. Или точно во право сте, порано, можеби 8-9 тука некаде. Мислам дека е околу 2006-2007 почетокот на столбот. Не, тоаш беше укинување на скалестиот данок, рамниот се воведе. Небитно, ворете, сакам да кажам дека долго време имаме. Бидејќи ни истекува по времето полека, а не сакам да останеме без одговори на едно многу важно прашање, а тоа е третиот генерален столб врз кој што се темели вашата политика, а тоа е помошта, буџетска помош на општините, 250 милиона годишно, тоа се милиарда за 4 години. Например, професорот Маријан Петрески гледа позитивно на тоа. Јас не гледам, јас се што е од буџетот и оди во општините, не гледам позитивно затоа што гледаме општините дека не домаќински работат, имаат и блокирани сметки некои, па купуваат скапи автомобили со еднодневно одблокирање на сметките, гледаме дека се уште добар дел од општините се задолжени, имаше трансфер на 50 милиона евра и можеби и повеќе од централниот буџет за да се раздолжат, ништо не бидно од тоа, или останаа на исто ниво или се зголемија долговите, така што ја малце сум скептик. Вие велите дека тоа е добро и професорот Маријан Петрески вика дека е тоа добро ако се искористат за инфраструктурни проекти. Мислите ли дека ќе даде ќе вроди со плод 250 милиона да се трансферираат во општините и дека ќе се подобри животот на граѓаните? Бидејќи ова е сепак голема сума. Да, и ќе ви дадам објаснување зошто. Ето, сакам. Вашиот заклучок за општините и недомаќинското работење не е моје искуство со сегашната генерација градоначалници во ВМРО-ДПМН, бидејќи е антипод на ова што ви кажувате. Еве ви дадов неколку примери на општини каде што има градоначалници од ВМРО-ДПМН кои што ги одблокирале тие општини. Но истовремено можам да ви кажам и општини каде што се наследени долгови, па се вратени делумно и работат. Не биле формално блокирани, не биле со судски лимит, но ете комитентите или тие кои што биле на кои што им се долгува биле трпеливи, па не направиле ете таков тип на потези. Сега да дојдеме до суштината. Многу често во Македонија се запоставени граѓаните со сите нивни потреби кои што се од дневен карактер. Што подразбира тоа? Еве да речеме, има една скопска или во скопскиот регион општина Илинден. Добро. Општина која што се развива. Млади брачни парови, луѓе кои што бегаат од метежот од Скопје одат таму. Таму немаме основна комунална инфраструктура. Нема атмосферска, нема фекална канализација, нема асфалтирани патишта, нема вода, елементарни услови нема за живот. И сега што правиме ние? Ние велиме, добро, дајте луѓе, општината нека направи проект. Проектот има проектантска цена. Како држава, ќе објавиме јавен повик, општината ќе конкурира со тој проект и државата директно ќе го финансира проектот. Сакаме да доближиме работата на владата до секој дом. Ако вие сте жител на село од 500 куќи, и ако вие цел свој живот
немате асфалт до вашиот дом, туку по макадам возите. Па се нервирате при секој дожд, при секој снег и така натаму. Или пак ако немате канализација, а имате септичка јама, па сето тоа ви создава лош комфорт дома, миризба и така натаму и така натаму. Вие сте несреќен. Ние сега што сакаме да направиме? Ние сакаме да направиме асфалт до секој дом и сакаме, еве конкретно, ако сте жител на таква рурална средина каде што сте користеле, а има и урбани такви средини, сте користеле септичка јама наместо централен канализацијски систем, да имате тоа, па тоа да заврши со пречистителна станица и сето тоа да делува европски, да делува цивилизирано. Сакаме работата на владата да ја донесеме пред секој дом. Еве конкретно проект еден ќе ви дадам. Зошто тоа општината не го прави? Затоа што нема капацитет општината да го направи тоа, затоа што фискалната децентрализација не е завршена. Не може општината да си дозволи многу такви проекти. Еве пример ќе ви дадам. Секогаш го зборувам. Село Трпејца во Охрид, надвор од колекторскиот систем. Така. Многу познато туристичко место. Напати Така е. го нарекуваат и го споредуваат со македонското Сен-Тропе. Така. Таму нема канализационен систем. Се сноѓаат кој како знае и уме. И ветувано е тоа со години и со години дека ќе се направи. Јас отидов при една од акциите теренски на ВМРО ДПМН, ветивме, општината го сработи тој проект заедно со високообразовна институција. Сега го имаме тој проект кој што чини многу пари, не знам, 3 милиона евра може би чини. Ако гледаме од интересот на државата, и може би не е толку голем проектот, бидејќи станува збор за 150-200 куќи, гледаме од тој аспект, но за нас тоа многу ќе значи, затоа што прво го чуваме езерото, македонскиот бисер Охрид, второ таму има многу туристи, ќе имаат подобра средина и за капење, и за уживање и така натаму, и трето, комфорот ќе биде многу поинаков кај луѓето и ние ќе допреме до вратата на секој дом. Тоа е суштината. И такви проекти во моментот, во општините каде што се градоначалници ВМРО ДПМН, бидејќи таму можеме подиректно да комуницираме, кои што се составен дел од програмата платформа 1198, се повеќе од 700. Така. Последно прашање да завршуваме за да не ве задржувам, рековме дека имате партиски активности. Она што мене ми остава впечаток во програмата, повторно се зборува за мали, микро и мали хидроцентрали. Ова е еколошко прашање, не е политичко или не знам како, чисто економско, од еколошки аспект сакам да го поставам. Во регионов има сериозно движење да се запрат малите, микро и малите хидроцентрали заради наштетување на животната средина, бидејќи се гради многу често и во национални паркови или заштитени подрачја. И да појасниме само дека мала хидроцентрала не е само постројката кај што се произведува електричната енергија, некогаш тоа се и цевки за собирање на вода, па брана преградување мала за мамини акумулациичка кај што треба да се направи. Има различен тип на мали хидроцентрали. Екологистите велат дека тоа е штетно за околината. Има се повеќе и повеќе во регионов таков стап. Вие викате дека ќе ја продолжите изградбата на малите, микро и малите хидроцентрали. Дали со ова директно одите против забелешките на екологистите? Не, напротив, јас сум подготвен да седнам и да ги аргументирам нивните забелешки. Ама истовремено сакам и Македонија да се развива. И сакам Македонија да биде енергетски независна. Ние немаме нафта, ние немаме газ, ние немаме море. Но тоа што го имаме треба да го искористиме. Ако е на Австрија, која што исто така нема нафта, нема газ, нема море, е на Германија, која што ги има дел од овие атрибути, може тоа да го прави, е рекордер, да ја видите вие картата на изградени мали хидроцентрали, Северна Италија, Европа, Франција и така натаму, тогаш јас би сакал да седнам со овие екологисти и да разговарам. Јас точно, онаму каде што имаме национален парк, каде што имаме состојба парк кој што е од значење природно за државата и така натаму, ќе се немејќи и аргументираме работите, но таму каде што тоа не е условено, како сега, ајде да не ја развиваме Македонија, зошто? Затоа што некој земал грант од некој кој што не сака Македонија да се развива. Ајде тоа така да ги гледаме. Не може така да ги гледаме работите. Не може така да ги гледаме.
Но дали еве имаме мапа на 400 И не може да губи цела држава затоа што тројца земале грант. 400 Од некоја локации невладина имаме. Дали организација. ќе направите барем ревизија заедно со Апсолутно, екологистите? апсолутно. Апсолутно. Тоа да не се 400, се многу помалку. Видете, Првично беа 500 колку беа, па се намалува Македонија локации кои што како мора локации. да биде енергетски одржлива држава, има можности за тоа. Има можности ако се направи добро планирање. Без добар план во енергетската стабилност на државата, ние нема да имаме развој во економијата. Но нема да дозволам од нечии грант тројца луѓе да ја држат во заложништо цела држава. Не можем тоа да го дозволам. И тоа нема да го дозволам. И сакам да се развива мојата држава. Економски и така натаму и така натаму. Да, онаму каде што имаме ограничувања, апсолутно, тука ќе застанеме и нема тука што да правиме. Но таму каде што немаме ограничувања, ние мораме да развиваме Македонија. Па зарем е подобро? Зошто овие не гукна, не бекна за проектите, еве да речеме, кои што беа предвидени 300, 400, 500 мегавати да се градат на земјоделско земјиште помеѓу Штип и Охрид, условно кажано француска инвестиција. Тие истите не владе. Па имаше реакции. Ај кажете ми која е. Па Еве ја имаше не знам. реакции. Ја не знам. И на новинарите, и невладините, зелените. Апсолутно имаше Ама реакции. јас ви гарантирам дека немало. Еве Имаше. погледнете, немало. Јас погледнав, бидејќи сме известувале за таа кога бев во претходното работно место, кога беше актуелно сето тоа, знам врз основа на зелените што реагира, еколошките Тоа терминував, незелените. сега беше актуелно. Тие Тоа беше стратешки минатата година, пред 2 проекти, години беше. не минатата, сега пред некој месец беше. Сега дојдоа во парламент. Не зборуваме за во Свети Николе, французите што треба доле да кози и овци да пасат, тие да бидат издигнати. Сега дојде Пред- таа стратешка инвестиција. Не, Сега не. дојде. Јас се сеќавам ова пред 2 години сме информирани. Не зборам јас за пред 2 години. Тоа имаше најава. Јас ви кажувам за сега дојде како стратешка инвестиција во парламентот. Професори, луѓе од Фела, 3 закони беа, едниот беше тој, другиот беше на Митилинеос. Така. Епа, не ги слушнав јас. И едни бугари имаше таму во Пехчева бугарска инвестиција и така натаму. Тоа бе, нигде не ги видов. Не може, мораме ние да седнеме и да одредиме приоритети. Сакаме да развиваме Македонија и да видиме како сакаме да развиваме Македонија. Добро, ќе видиме дали како ќе ја развивате вие ако формирате влада. Рековте дека На некаде. принципи и Добро. честно работење. И последно прашање, завршуваме овде, да не ве задржувам. Многу битен елемент е кога се формира влада да се имаат вистински луѓе за вистинско место. Нема да ве прашувам за конкретни имиња, само сакам да знам дали веќе позиционирате конкретно на кои позиции кои луѓе би можеле да бидат и дали тоа се искусни и проверени кадри. Мислам професионалци, не кадри, грубо звучеше тоа, туку професионалци. Сега сум фокусиран на кампањата и комуникацијата со граѓаните, да оствариме што е можно подобар резултат. Инаку секако дека има имиња кои што ми се моткаат низ глава, како, еве, доколку ја добија можноста да бидам јас мандатар и да ги предлагам. Тие кои што се дел од мојата анализа се све исклучително врвни професионалци и луѓе кои што имаат богато професионално и животно искуство. Добро. Тоа беше се. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Можноста се надевам дека ќе го задржиме вниманието на публиката ваша. Па да, посебно ќе видиме сега околу пензиите, мислам дека тоа е викате дека е остварливо, а ќе видиме како ќе биде ако формирате влада. Уште еднаш благодарам, тоа беше се гледаме во наредната епизода.